Сакаме ли да читаме како нација и како воедно да ги поттикнеме децата да читаат? Тема на која што наредниве минути разговараме со втората гостинка која ни пристигна во студиото 3 на МТВ. Велам добро утро за Александра Тодоровиќ. Добро утро, Александра, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Кристина. Добре ве најдов. Се чувствувам секогаш добро во студиото на МТВ, а сега и вака во ново освежено издание уште подобро. Ми е драго што ви се допаѓа новото рува на утринската програма. Ќе зборуваме за тема која што генерално треба да биде актуелна 365 дена во годината, имајќи ги предвид статистичките податоци за тоа колку малку децата знаат да ни читаат, колку малку децата знаат да раскажуваат, веројатно треба сериозно да се посветиме и ангажираме на сево ова. Ќе започнеме со она што како манифестација е ултрапопуларна, руши рекорди во посетеност. Сајмот на книгата се уште е во тек, ситно броиме до крајот на истата, но има се поголем број на посетители. И сега главната цел генерално поради која што се одбележува меѓународниот ден на книгата е да се промовира читањето, но и да ги ставиме младите во целиот овој контекст. Ги има на сајмот на книгата децата, младите ги забележавте оваа година? Ги има, да, секако. Ги има и оние што ги носат, нели, организиран превоз од училишта, од различни градови низ Македонија исто доаѓаат. Меѓутоа, тие се она група на деца кои што доаѓаат, нели, да изгубат малку настава, да се прошетаат. За жал, нив не им е всадена идејата што значи саем на книга, каков книжевен настане. И тие не доаѓаат тука да видат, да си одберат литература за читање. Може би и не доаѓаат, нели, подготвени од дома, треба да носат известна сума на пари секако, за да можат да си купат нешто. И уште една работа која што ја забележав на саемот е тоа што многу млади луѓе, кои што се активни читатели, преминуваат на штандот каде што има странска литература, не читаат на македонски. Тоа е поразително. Затоа што на тој начин апсолутно, значи, ни доаѓа генерација која што нема да си го негува јазикот и со тоа јазикот за жал полека може, нели, да изумира. Затоа задачата е многу голема и треба многу да се размислува во насока како да се вратат овие читатели, млади читатели, да читаат на македонски јазик. И тоа треба да биде дел и од наставна програма, треба многу да се обрне внимание. Македонски јазик веќе не е предмет број 1 или 2. Колку што имам јас печаток, нели, од тоа што како родител, нели, можам да го видам со програмата која што ја има, нели, синот на училишта. И децата сега не одговараат усмено, туку се е писмено. И заради тоа, нели, тука изразувањето понатаму се рефлектира на се. И кога се зборува за тоа кој е виновникот поради кој децата не читаат, најчесто родителите и образовниот систем си го вперуваат прстот едни кон други, тој е виновен, не тој е виновен. Ако сме искрени, ќе кажеме дека првиот контакт на детето со книгата доаѓа од родителот. Тоа е оној кој што прв почнува да чита сказни. И тој, односно ние родителите, сме тие кои што треба да ги внесеме децата во целата оваа приказна. Го правиме ли тоа, Сашка? Па го прават дел од родителите, го прават, мал дел од педагозите го прават. Меѓутоа не се тие големи бројки, да речеме, од целото тоа мнозинство. И заради тоа децата имаат еден индиферентен однос кон книгата, занемарлив, со се попрво би си играли отколку да читаат книга. Меѓутоа се разбира дека тука големиот дел од вината го префрлам прво на родителите, затоа што на нив секогаш им е полесно да им го дадат телефонот или таблетот, да си поиграат некоја игра, за да имаат, нели, половина час да си се опуштат или да се одморат, и тоа е тоа. Секако разбираме дека, нели, сега времето е многу кратко за се она што значи дом, семејство. И меѓутоа мора да се има приоритети. Ако не ги поставиш приоритетите, вистински приоритети, тогаш работите ќе си одат удолу. И потоа ќе биде касно, на 15, на 20 години, ти да всадуваш некои навики и слично, доцна. Пред малку имавме прилог за илустраторка на книги, која што говореше за тоа колку е важна сликата
при контактот на детето со книгата. Илустрацијата е особено важна и треба да се внимава на илустрациите, бидејќи и тие праќаат соодветни пораки кога станува збор за детската литература, се разбира. Апсолутно. За една детска, за една книга за деца, колку што е важен текстот, толку се важни илустрациите. 50-50. Дури илустрациите и корицата на книга е таа што најмногу продава. Значи, насловот и корицата. Веќе живееме во една дигитална ера, каде што за да го привлечеш вниманието на читателот, мораш да му представиш нешто ново и нешто различно. Заради тоа дизајнот доживува секакви револуции. Значи, има постојано некои нови текови и во илустрација и во се. Заради тоа сметам дека е навистина 50-50 работата, особено кога се работи за книги за деца. Визуелниот дел значи многу, затоа што тој ја раскажува приказната. Мали деца кои што не знаат да читаат, кои што ништо не им значат буквите апсолутно, тие се водат само по илустрациите. И на тој начин нели се ја раскажуваат. Колку што слабо се изразуваат и слабо читаат нашите ученици, исто толку слабо си го познаваат и главниот град. Тоа ве поттикна и за мистериозниот град под калето. Морам да ја покажам, ке ми ја подадете. Да, секако. Тоа ме поттикна најмногу пред 7-8 години, кога синот учеше историја, нели, предметот историја на Македонија, на Скопје. Имаше толку многу штур опис во учебникот, а тој навистина беше заинтересиран за да дознае малку повеќе, а за жал нели немаше од каде, нема вакви книги за деца. И тоа ми беше најголем потик. Книгата ја работев долго време, имав одредени предзнаења, меѓутоа како за да го извадиш она што беше најважно, да речам, за тој период, за Македонија под османлиско робство, беше навистина една тешка задача. И се надевам дека успеав на некој начин да ги заинтересирам децата, да научат повеќе за историјата на градот, затоа што навистина е многу важно. Ние живееме во една земја која што има многу вековна традиција. И таа традиција мора да се знае и историјата да се пренесува. За да се пренесува мора да има пишани извори. Оно што е многу важно е дека книгата е интерактивна. Оно што мене особено ми се допаѓа, не дозволува читателот да ја остави од рака. Да, тоа беше и главната идеја. Затоа што, како што споменав и претходно, живееме во една ера каде што мораш да го задржиш вниманието на читателот. Кога се работи за деца, многу е тешко. Ќе се обидам, се извинам, да им доловам како отприлика изгледа книгата. Да го задржиш нивното внимание, и затоа сметав дека секако треба да има револуција и еволуција. Значи и во оваа уметност. И книгата затоа и така ја конципирав, да не биде нели она читање од почеток до крај, туку преку игра, всушност, на овој начин се направени игрите, компјутерските игри. Така. Отвараш една врата, друга врата те носи во ќорсокак и слично. И најмногу и децата се радуваат на овој тип нели на книга, затоа што ги вовлекува активно во приказната. Тие на некој начин самите си ја креираат. Каква беше реакцијата на децата? Имавте можност да се сретнете со некои од читателите кои... Да, како не, постојано јас правам и работилници по двете книги, навистина. Што им се допаѓа најмногу? Им се допаѓа концептот, навистина многу, им се допаѓа некои делови од историјата, некои споменици што не ги знаеле дека постојат или не ни слушнале за нив. Еве, сега се приближуваме до последна е градската соба, таа е поставена во Сулијан. Еве, ова е тоа е веќе Куршумлијан, ова е таа е градската соба во Сулијан, таа е постојана поставка од Музеот на град Скопје, и тоа ни сликува една дневна соба, нели? Во тоа време како изгледала, кој минимализам го имала, нели, каков тип на мебел имала интериер, и е многу интересна. Таванот е цел како орео, така го доживуваат децата. Од каде вие ги наоѓавте, Александра, податуците за
да ја направите книгата? Па многу истражував. Ова се историски сериозни податоци со кои што нели нема играње, нели? Тоа е тоа, да. Апсолутно. Многу истражував за книгата, предходно ги посетив скоро сите музеи овде кај нас. Разговарав нели со кустоси, собирав материјали, книги, имам дома книги за Скопје многу. И на тој начин успеав нели да направам една систематизација на податоци кои што би влегле, кои што се интересни пред се за децата. На тој начин ја создадов и втората книга, која што е продолжение, затоа што Љубов голема колку Скопје. Да, насловот е љубовен и знаев кога ќе пишувам оваа книга, знаев дека ќе има љубовна приказна. Никако ми фалеше љубов во таа е авантуристичка, мистериозниот град под калето, а ова е љубовна приказна. И многу е романтична, затоа што и Скопје во тој период, преземи отресно, поземи отресно, Скопје било многу романтично. За која возраст е наменета оваа втората? Таа е наменета некаде за 9-10 плюс. Кога веќе сме кај Скопје, и споменавме многу сте истражували изминатиот период за да ги направите двете книги. Кој дел од Скопје е вашиот омилен? Тешко прашање. Ако треба да се вратам нели во мистериозниот град под калето, секако ќе биде изборот Чаршијата. Меѓутоа, ако треба да се вратам во ова друго време, тоа може би била и Линденска. Да, улица Елинденска, затоа што таа и се уште пркоси на некој начин со дел од градбите, од архитектурата која што ја има зачувано и на некој начин нели дозволува да влезеш повторно во тој период кога навистина се било правено со стил, се било правено плански и затоа изгледало така како што изгледало. Ги има на сајмот на книга? Ги има, да, секако. Има интерес? Па, мене ми е тоа голема горчина, затоа што сметам дека овие книги, затоа што пред се многу, не велам дека јас ги измислив овој тип, нели, овој концепт на пишување, меѓутоа, овие книги треба да пред се да бидат преведени на странски јазици, затоа што ни ја представуваат државата, нашето наследство, и тука треба и издавачите, и можеби и државата малку повеќе да вложи, за да може да се представи и да ја представи својата историја и култура. Знаете како го гледам мистериозниот град под калето како идеален туристички водич на прва? Да, така ми кликна. Следно и тоа, туристички водич за деца. Да, одлично. Тоа ми е следен проект. Како да ги мотивираме да читаат некаде за крај на разговорот? Што да направиме за нашите деца да сакаат да земат книга в рака? Треба пред се да посетуваат и вакви настани, како што спомена претходно, саем на книга, сега ни доаѓа и Литера, меѓународниот фестивал за книги за деца и илустрација за деца. Тоа е одлично место каде што можат децата да се дружат со автори, со илустратори, да посетуваат работилници, различни активности, ќе има и многу забава. Така, на тој начин тие може да ја засакаат книгата, затоа што одблиску ќе ги видат сите процеси. Децата се многу љубопитни, точно сакаат да знаат се како оди, како се илустрира, како се пишува. И мислам дека така преку тоа тие може поблиску да ја видат и да ја запознаат книгата и да ја засакаат секако. Меѓутоа родителите мора да ги донесат. Апсолутно, и од нас зависат многу работи. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето во Македонија наутро. Искрено се надевам дека следното гостување ќе ни биде и статистички подкрепено со поубави податоци, дека нашите деца сакаат да читаат, дека нашите деца напредуваат и во читањето, но и во изразувањето, бидејќи кога зборуваме нели за иднината, идните генерации, што треба да прават и како да изгледа нашето општество, без писмени генерации ништо не правиме. Апсолутно, баш така. Затоа и сметам дека треба да се вложува во овие генерации, да се описменат, да се натераат да читаат и што повеќе да читаат на македонски јазик. Тоа е најважно. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро и наредниве минути остануваме на тема литература, но за возрастни. Споменавте неколку пати дека во теќе саемот на книга и таму има доста македонски домашни изложувачи и имено една од авторките која што со своето дело учествува на саемот на книга е Гордана Такец, која со својата капинира читателите не ги остава рамнодушни. Со неја во моментов разговара колешката Александра Максимовска. Александра, повелете, која е приказната на капинера?